Денеска во студиото на Цивил наш гостин е директорот на Комисијата за односи меѓу верските заедници и религиозните групи, господинот Даријан Сотировски. Со него ќе разговараме на тема мултикултура. Добре дојдовте, господине Сотировски. Благодарам на поканата. Јас, како прво, би го поставила првото прашање. Знаете дека денеска ќе разговараме за мултикултурата, за тоа како се однесуваме како општество со тоа што ние го имаме како богатство во нашата држава. Еве, као прво би ве прашала како вие би ја оцениле меѓуетничката состојба во Република Северна Македонија? Па добро, ние како држава веќе градиме едно ново поглавје во меѓуетничките односи. Така да мислам дека состојбата е задоволителна на едно високо ниво и присутна една тенденција на подобрување постојано континуирано на ваквите односи. Се уште сме далеку од посакуваните идеални односи, кои што како општество треба да речеме дека сега сме постигнале за окружување на сите стремежи, што значат вистински соживот, градење на едно општество за сите, но дека тенденциите на подобрување на состојбите се присутни, апсолутно задоволува. Сметам дека имаме стабилни односи, стабилна состојба и по овој пат натамо може да очекуваме и подобри резултати, попипливи резултати за окото на секој граѓанин. Вие како раководител на една институција која што дели во себе содржи односи меѓу верските заедници и религиозните групи, и тоа исто така една мултикултурна заедница, нели? Каде што се разликуваат луѓето по вера. Какви се вашите заложби како институција и како раководител на таа институција? Какви се вашите заложби за едно мултикултурно, но успешно општество, но и за европските вредности? Па, мултикултурните вредности се и европски вредности, но тие се и македонски вредности, ако јас се прашувам, и балкански вредности, затоа што кога збориме за наше домашно, обично му даваме некои негативни предзнаци. Јас сметам дека историјата кажува дека векови наназад, Балканот генерално гледано е место каде што културите и религиите се во една коегзистенција. Така да мислам дека на верски план ние имаме што да кажеме и на остатокот од светот, затоа што тука никогаш не се продуцирале поделби меѓу луѓето кои се базирани на верска основа. Етничка да, јазична да, политичка најчесто, но религиски практично тоа никогаш не се случило. И религијата била мостот по кој што секогаш оделе овие меѓуетнички поделби, но религијата сама по себе не била причината за вакви поделби, за вакви проблеми. Напротив, во ситуации на, условно кажано, пожар во општеството, била таа која што прва се користела како вода за гасење на тој пожар. Сметам дека од наша призма на делокругот на кој што работиме, на нашите надлежности, постигнати се видливи резултати на постојан и отворен диалог меѓу сите верски заедници со државата, но и меѓу нив. Како државен орган контактираме и сме во постојана соработка со сите регистрирани верски групи, што не прави во една добра позиција да разговараме отворено секојдневно, формално и неформално со верските субјекти за отворените прашања, такви се безброј и од различен карактер во државата. Дали сметате и доколку сметате каде би идентификувале дискриминацијата и поларизацијата која очигледно постои во нашето општество? Па тоа е деликатна тема и веројатно треба лавинска анализа, затоа што дискриминацијата постои во секоја пора на општественото живење. Практично човештвото е човековата заедница генерално како заедница во светот е поврзана со дискриминација. Се дискриминираат поединци, единки во таа општествена заедница, но се дискриминираат и цели групи. Така да македонското општество не е имуно на тоа. Апсолутно ние може да сведочиме за различни форми на дискриминација. Многу е важно дали тој начин, таа политика на дискриминирање дел од националната платформа или од државната политика, или се работи за изолирани случаи кога поединец дискриминира или групи се дискриминира или дискриминираат. Така да сметам дека во нашето општество политиката на дискриминација е далеку од официјалните политики. Таа е испреплетена некогаш со нив, но исто така има
обиди, можеби не до крај успешни, но целосно се искорени дискриминацијата во општеството, затоа што тоа е сепак негативна појава која што не го гледа човекот, туку ги гледа одредени аспекти од него. Кога се работи за стратегијата едно општество за сите, мислам дека и вие бевте еден од иницијаторите или подписниците, вие ќе кажете самите. Што мислите докаде за досегашната работа или имплементација на оваа стратегија и доколку имате нешто да додадете, некоја препорака како би требало да се тера понатаму или да се води оваа стратегија? Не би си препишал својство на некој од основачите или подписниците. Стратегијата е владен документ. Јас по функција сум бил член на политичкото тело за нејзиното спроведување, во првото такво политичко тело. Како што знаете, стратегијата за едно општество се надоврзува на еден бурен општествено-политички амбиент во државата, кој што требаше да премости одредени проблеми и поделби во општеството. Како документ е пример за тоа како стратешко определба на нашата влада да ги подобри односите. Сметам дека придобивките тука се предсе политички и декларативни, но во следниот период треба да очекуваме со новиот акцијски период и многу повидливи и попрактични имплементација на проекти и активности кои што ќе значат нешто повидливо, дека многу е лошо кога добрите идеи се сведуваат на флоскули во очите на луѓето, иако тие реално менуваат работи, така да мора да се подобри перцепцијата дека тоа во суштина ги менува работите на подобро. Добро, како, например, еден пример, дали би можеле да дадете како препорака? За следниот акцијски период? Прво ќе треба да ги видиме евалуациите на постигнатите резултати по цели. Сметам дека следниот период ќе се отпочне со тоа. Владата има задолжено и посебен координатор национален за тоа. Сметам дека работата е во квалитетни раце и дека следниот период апсолутно ќе се надогради се што е постигнато, но и треба критички да се осврнеме на се што останало само на декларативни заложби, а не е спроведено на терен. Но во многу сегменти до сега има подобрувања. Но се разбира, како што кажав, има простор за и понатаму да се подобрува. Благодарам. Со задоволство.